Советот на млади при општина Штип денес ја одржа својата 7-ма седница, на која се расправаше за одлуките за доделување стипендии, учество и реализација на проектот Амбасадори на здравјето, како и за програмата за работа на Совет на млади на општина Штип за 2016 година. Како што беше најавено претходно, Советот на млади ќе додели 3 еднократни стипендии за матурантите од Средното општинско училиште Колен Ехтенин Штип. Го официализираме повикот и ќе го објавиме во службен весник за сите оние кои што имаат желба да се пријават и да добијат стипендија. Значи да нагласам, тоа се ученици од учебната 2014-2015 година, значи веќе матурирани ученици од Колен Ехтенин. И како што веќе неколку пати нагласив, тоа мора да бидат ученици кои што имат постигнато одличен успех во текот на сите 4 години, да имат добро поведение, исто така да имат освоено меѓународни признанија, награди во различни области, некои спортски награди, како и учество во различни проекти. Сите заинтересирани за оваа стипендија својата документација треба да ја достават до своите професори. Соработниците на Совет на млади поднесоа барање и за учество во проектот Амбасадори на здравјето, кој има за цел да им помогне на младите во делот за здравјето и здравиот начин на исхрана. Па затоа ние како Совет на млади денеска донесовме одлука за одобрување на проектот Амбасадори на здравјето. Амбасадори на здравјето може да бидат сите млади личности од 16 до 29 години кои што се студенти или се дипломирани студенти на факултетот за медицински науки и преку своето знаење и преку своите стекнати вештини да може да ги едуцираат младите во општина Штип. Веќе се формирани првите 5 амбасадори на здравјето, а од јануари наредната година ќе можат дополнително да се пријавуваат млади лица кои имаат желба да земат учество во проектот. Инаку веќе се подготвени и првите 4 теми кои ќе бидат презентирани, а официјално со реализација на овој проект ќе се започне од октомври.